Почитувани влюбеници во културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Многу се радувам што има позитивен момент во оваа дигитална технологија, односно во емисиите кои што ги снимаме за време на овој пандемиски период. Премостуваме непремостиви граници, односно во овој период гостуваа многу наши луѓе кои што градат меѓународна кариера, а своето престојувалиште им е надвор од нашите граници. Јас имам посебна чест и задоволство што денес можам да разговарам со маестро Оливер Балабурски. Тој е еден од нашите најистакнати диригенти, кој што дури од позицијата на матичен диригент од Македонската опера и балет, па едно време и директор, замина преку океанот. Оливер Балабурски веќе долго време делува и живее во Канада, многу успешно, исто толку успешно како и овде, а од време на време имаме можност да го гледаме и на нашата сцена. Јас да не должам, тој е тука денес да го прашаме за сите работи, ќе му посакам едно добре дојде. Оливер, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Ние долго време се познаваме и јас морам да кажам за оние малкумина што не ве познаваат, што не се од музичките води, да направам една увертира дека вашиот пат не беше воопшто лесен. Вие моравте да се докажувате низ сите скалила, моравте дури да завршите еден факултет за потоа да можете да ја земете диригентската палка во раце, односно да се едуцирате за диригент. Знам колку напор, низ колку трње поминавте за да дојдете таму каде што сте и за жал потоа нашава земја и морам да кажам ви изгуби. Иако јас секогаш велам дека е добро нашите луѓе да делуваат и надвор, затоа што така се носи и убавиот глас за нашата земја и воопшто за музичките уметници. Може ли да ве вратам во најраното детство? Вам музичкото училиште ви беше судбина и географски, бидејќи бевте соседи со училиштето и предпоставувам дека не сте можеле да останете имуни на тие звуци. Може да се сетите како почнавте да учите музика? Музика започнав на 10 годишна возраст. Ме интересираше свирење пијано. Имаше еден стар инструмент кој бев дете ке едни пријатели наши, еден органиум, еден како правосмукалка имаше звук и на него свирев често кога ќе одевме на гости кај нив. Додека пријателите на моите родители не рекоа: "А зашто не го земете ова дома? Очигледно сака да свири на тоа." И така само се обидов да научам песни со една рака, две раце, колку што можев да фатам. Се додека моите не ме однесоа во музичко и професорот Валери Стефановски не им кажа дека треба да се запишам во музичко. Бидејќи не беа сигурни како ќе биде. Јас на 10 годишна возраст бев престар за да се запишам. Не беше дозволено, 8 години беше лимит. И благодарение на за мене еден од најголемите професори господини Драгомански, се запишав на музичко. Тој ме слушна како пеам во фоајето на музичкото, пеев една народна песна "Парабелит киселец" со Чуварот Живко. И прво мислеше дека сум избегал од часови по музичко, после заклучи дека всушност
ја слушна приказната од мене дека не сум се запишал бидејќи сум престар и ништо, дента во 5 часот кога имаше солфеж, час по солфеж, бев повикан со мајка ми и така почна моето образование. Потоа продолживте и во средното музичко училиште и на факултетот за музичка уметност. Од кога свативте дека сакате нешто повеќе отколку да бидете изведувач или теоретичар и тие поголемите амбиции кога започнаа? Од пракса или од мечтаење? Бев воодушевен. Првиот диригент кој што го забележав на екраните, стари први два диригента, ако може така да кажам, кои што ги забележав на екраните беа Лорин Мазел и Карајан. Тие на некој начин беа како и идоли скоро. Ми беше многу запрепестувачки кога ќе видев човек како функционира со тој цел ансамбл и создава музика. Но да речам храброста да се обидам да влезам во тие води беше на часовите по хорско диригирање во средно кои што професорот Милан Фирфов ги држеше. И тука некаде се создаде таа храброст и амбиција. Ја бев со уште неколку мои драги колеги, бевме првата генерација на хорски диригенти што подоцна се отвори како катедра кај професорот Драган Шуплевски. Првата генерација беше скоро и не беа сигурни како ќе излезе сето тоа, дали ќе вроди со плод. И тоа беше шанса моја да започнам со диригирање, да студирам диригирање, било какво. Амбицијата беше да студирам и композиција, но тука имаше одредени како да објаснам, пречки. И така што проложив на така наречената музичка теорија и педагогија со хорско диригирање. Тоа беше првиот момент. И понатаму се одвива работите полека, но сигурно кон идејата да во мојата трета година на факултет запишам прва година диригирање на одделот по композиција и диригирање. Од она што го знам бараме од биографијата, за вас двајца клучни луѓе, маестро Фимчо Муратовски и маестро Ванчо Чавдарски. Како беше да се има пример пред себе, жив пример со жив контакт, бидејќи знаеме колку е драгоцено за изведувачите да имаат контакт со композиторите, а колку е важно за диригентите со едни такви маркантни фигури со богато искуство. Знаеме дека се тие зачетници на многу нешта во нашата земја. Како течеше студирањето и здобивањето со доверба дека вие можете да се надевате на таква кариера, иако во меѓувреме условите се сменија, поинаку било во поранешната држава, сега веќе многу други нешта стоеа пред патот за премостување. Да, сигурно. Ја во оваа група на еминентни професори и диригенти би го додал Драган Шуплевски, бидејќи тој е првиот диригент со кој што се сретнав во тој смисол, покрај Милан Фирфов, зборувам, професорот Милан Фирфов. И морам да кажам дека професорот Драган Шуплевски, како те самиот го велеше, тоа ми го разбуди пилето да пее повеќе. Така велеше на сите студенти, ако не ти пее пилето однатре, не може многу да ти помогнам. И во право беше. Но тоа ја разбуди таа жар, да речем, некако кон диригирањето, кон создавањето, кон изведбите, да речем. Да, кога започнав со диригирање, еден од најважните контакти беше студирањето во класата на професорот Фимчо Муратовски, кој што така прецизно и чисто и сериозно ја предаваше материјата на диригирање во детали. Во детали кои што понатаму создава сериозна основа за да може еден диригент да се развива. Јас бев многу среќен што подоцна во третата година од моето студирање маестро Ванчо Чавдарски
стана директор во опера и имав можност да присуствувам на неговите проби. И да се здобијам со едно друго искуство, мислам, тоа не е искуство, бидејќи само бев присутен на пробите, но со еден друг пристап, како сега ова сето што го студирам, всушност изгледа во пракса. И покрај тоа што може да го видам мојот професор Муратовски во акција, нели, како диригент. И така се случи да, освен оние мали кратки можности со оркестарот на факултетот за музичка уметност, да диригирам увертира или нешто малку, да имам мал контакт со оркестар, во операта, благодарение на маестро Ванчо Чавдарски, имав можност да диригирам еден добар дел од Веселата вдовица. И добив шанса која што само може да се посака, нешто што не се случува така лесно. И тоа ми даде уште поголема желба да бидам посериозен во сето тоа и да сватам дека ова работа можда и можам да ја работам добро. Бидејќи никогаш не знаете дека не застанете пред ансамбл. Вела дека престише за да се диригира со симфониски оркестар, меѓутоа кој не застанал пред еден гломазен, таков комплексен оперски, балетски ансамбл, не знае што е горење во оган. Кажете ми на што се сеќавате од работата во Македонската опера во позитивна смисла? Првото застанување, дебитирање, можеби некој момент што ќе го паметите цел живот? Првиот момент беше тој кога, значи, има мала историја пред моето прво големо, да речем, диригирање на таа проба на Веселата вдовица. Маестро Ванчо Чавдарски имаше проба во фоајето на театарот за новогодишен концерт. Порано имаше на 31 вечерта оркестарот на операта свиреше и така натаму. И мене ми беше дозволено, бидејќи не беше туку така дозволено да се присуствува на проби, мене ми беше дозволено да присуствувам на таа проба. И во моментот кога тој го пробуваше Радецки марш, ја седев позади него, ме повика да продолжам. И ја му кажав, јас немам партитура, не можам да продолжам, нели, не ја знам композицијата. Нормално тој си насмее и ми рече, обиди се на памет. Не е проблем, само диригирај. И после таа проба тој ми даде задача да најдам партитура од Веселата вдовица од библиотеката на операта и да ја подготвувам оперетата, затоа што можеби еден ден ќе ја диригирам. Толку беше него. Не зборуваше тој многу, не филозофираше многу кратко и јасно. Ја бев вон себе, мислам, бев во облаци. Не можев да спијам со ноќи. Зедов партитурата да студирам, бев избезумен дека маестро Чавдарски ми прозборал и јас добив шанса некаква, било каква, само да ја имам партитурата. И тој момент и моментот на пробата на Веселата вдовица е едно од многуте сценско-оркестарски проби, кога тој од школка се заврте, ме повика и ми рече, можеш ли да продолжиш да ја диригираш оваа проба? Јас сакам да излезам надвор, да се видам со една пријателка и да слушнам како звучи пробата. Демек, тоа е причината. И ја нормално ни едно ни друго скокнав преку зидот, влегов во школка и почнав да диригирам. Никој не ме познаеше во операта, буквално никој. Во тој момент пееше Славица Петровска-Галич и мислам дека сигурно сум Гагов пееше тенор. Не можам се сетам на другите. Бранка Тодевска. Не можам се сетам на другите, за жал. Беше 91 година, така да малку одамна. И тоа чувство кога влегов во школка, мирисот на школката, мирисот на театарот, до ден денеска ми остана во сеќавање. Кога излегов од школка, мислев дека вака, додека одам, скокам по земјата од возбуда и мислев дека срцето ќе ми излезе.
неверојатно возбудлив момент. И тоа ќе остане за секогаш. Тој иницијален момент. Ние ве паметиме и по Боеми, и по Дон Джовани, но сепак како македонската јавност доста ускратена од ваши диригирања на оперски дела. Јас се надевам дека ќе бидете и натаму поканувани да ве гледаме кај нас. Дали ви недостасува? Вие отидовте во Канада, знаеме колку е тешко да се смени средината. Ако со Веселата вдовица никој не ве знаеше во оркестарот, сигурно е така дека и кога отидовте во Канада мораше да следи повторно докажување, наметнување. Сега диригирате со неколку ансамбли, музички директор сте на едниот од нив. Можете ли да ни кажете сега ова како пред Канада и сега? Да ни кажете како накусо, ако е можно. Како се наметнавте, затоа што сега веќе можеме да говориме дека не сте анонимен и дека го држите на вистина високото ниво во работата што работите. Да, во Канада, кога дојдовме, буквално никој ништо не знаеше за мене или за мојата сопруга или било што, никој не познаваше, дури не можевме ни работа да најдеме во некое музичко училиште да работиме, бидејќи нашето образование или историја како музичари беше тотално непозната и дури на моменти небитна, бидејќи не се сигурни луѓето она што го знаете дали е валидно. Значи, требаше да се создаде така наречено канадско искуство. Канадско искуство се стекнува со работење во Канада. А за да најдете работа ви треба канадско искуство. И тој врзан круг, магепсан круг на пробивање е проблематичен, се додека не се најде еден човек кој што ќе биде отворен и ќе рече добро, ајде да видиме. Ајде да видиме што е, за што се работи. И тука некаде ќе тргнат работите. Измина неколку години од како бевме во Канада и со голема поддршка на мојата сопруга јас се одлучив да одам на магистратура на факултетот за музика на универзитетот во Торонто. И благодарение на тоа направив некои контакти, кои што полека се развија и го донесо првиот оркестар во градот каде што во моментот живеам и со кој што оркестар работев во последните 10 години. Тоа всушност донеси нови контакти, го донеси новиот оркестар и некои други се сега во преговори, но не сега со ситуацијава све се блокира и се уште нема никаков развиток или заклучок што ќе биде, но и покрај тоа, ако ќе застанете пред оркестар, секој концерт ви е тест. Значи не постои живење на стара слава и слично, мора да се докажувате на секој концерт, со секое дело, со секое диригирање. И да, кога има успех е одлично, некогаш не излегува. Еднаш ми се случи да направам програма во која што сакав да изведам неколку дела за филмска музика и програмата беше предолга, беше околу 2 часа, 2 часа и 15 минути, и тоа е премногу. И такви некои ситни грешки, работи се случуваат, без разлика колкава знаење имате, бидејќи ќе превидите нешто што не треба и сето тоа го создаваше моето искуство тука. Нормално треба да се докажувате пред луѓе кои што и не знаат музика, а понекогаш и се однесуваат како да знаат повеќе од вас. Морате да го издржите и тој притисок, а тие и одлучуваат за вашиот договор, дали ќе подпишете договор во следните 3 години или нема, без разлика на вашата стручност и искуство. Тоа е вистинската слика. Не постои никаква сигурност во однос на ангажманите. Еве, се случи ова страшна состојба во светот и сите договори се прекинати.
само еден договор остана со оркестарот во Брамптон и тоа е реалната состојба. Тешкотија да се пробие во оваа индустрија. Целиот свет е во ова и не им е лесно на музичарите сигурно. Кажете ми, каква беше кога се соочивте со сцената во Канада? Има луѓе што подобро се снаоѓаат во Европа, да речеме, заради некој континуитет или во Советскиот сојуз заради истиот тип на образование. Меѓутоа, Америка е една приказна, Канада е, да речеме, сите опишуваат како попитома, поблага варијанта на Америка за оние страшните работи, но во однос на музиката, како ја оценивте вие? Знаевте ли каде одите како музичар? Не знаев каде одам. Мислев дека доаѓам во држава во која што уметноста и културата е развиена, но тоа е една многу добар, ја не знам и дали е маркетиншки потек на самата власт да кажува дека оваа држава се почитува уметноста на високо ниво. Не се почитува, таа е прва која што страда во секој поглед. Начинот на финансирање во овие држави е различен, разбирањето и сваќањето за уметноста, особено ќе зборувам за музиката. Ликовната уметност, да ви кажам, ја постои, но јас лично не можам ни да ја забележам. Европа, значи, нивото на нега на музиката во Европа и во Македонија, за разлика од Канада, е на многу повисоко ниво. Не е споредливо. Тука е музиката за забава, исклучително, и ако е профитабилна е во ред, ако не е, толку ќе биде. Се нема сериозна почит каква што јас сметам дека треба да има, за разлика од јужниот сосед наш, кај што музиката е многу поразвиена, нормално има повеќе жители, но и многу повеќе финансиски е помогната за разлика од Канада. Многу малку професионални оркестри во однос на жители во оваа држава има или оперски куќи. Може да се набројат на прсти колку оперски куќи има во една ваква гигантска држава. Нема национална оперска куќа, нема национален оркестар, мислам дали има еден, ама не знам дали е финансиран од државата воопшто. Мислам дека само така го носи името. Не сум ни сигурен, да ви кажам право. Со други зборови, начин на кој што се поддржува културата во Македонија, тоа не зборувам за моменталната состојба, зборувам генерално во последните од Југославија наваму или кога сакате, не е важно, е многу повеќе негувана и издржана отколку во Канада. Извинете, интересно да се чуе. Од една страна вам тоа ви прави да е, што велите, disadvantage, а од друга страна е предност. Вие можете да се докажувате, можете да влијаете на развојот на средината. Како доживувате? Дали еве во овој момент чувствувате дека поместивте некои граници, затоа што ако велите дека има многу малку оркестри и оперски куќи, вие добро работите. Тука е оркестарот Хиронија, така се вика? Да, Хиронија. Да. Хиронија, и со кои други оркестри соработувате? Еве да ни споменете. Вториот оркестар се вика The Rose Orchestra или оркестарот Роза, не може поинаку да се преведе. И розата е символ на оркестарот. Тој во Брамптон со кој што се уште работам. Договорот со овој првиот е прекинат. Редовно бев канет со еден друг оркестар во Торонто, се вика не може да се преведе за жал, The Greater Toronto Philharmonic Orchestra. Така, тоа е GTPO, скратеници, сите се со скратеници. Со тој редовно ме канат еднаш годишно да диригирам. Оркестри, видите, кога ќе отворите листата на оркестри во Канада, има многу. Финансирањето е многу слабо и
не можете да сериозно да имате екзистенција од тоа. Треба да имате 3-4 оркестри за да имате нормална екзистенција само од таа работа. Јас дополнително со мојата супруга имаме студио, имаме домашно музичко студио каде што имаме студенти и од тоа живееме. Значи ме прашавте за поместување на границите. Да, точно е тоа, со квалитетот и добрите изведби се поместува таа граница, но тоа повеќе или помалку е на локалното ниво на оркестарот. Едниот оркестар е во еден град кој што се вика Брамптон, другиот оркестар е тука кај што сум, Бери, а третиот е во Торонто. Но тие комуникацијата и воопшто и медиумската, ако сакате, не е таква како во Македонија. Македонија е помала и автоматски информациите одат побрзо и она што ќе се случи во Скопје или во Битол или во Охрид или во Штип влијае на целата територија. И тоа е доброто. Тој тип на ширење на информациите. Тука е многу полокално и големи простори се во прашање. Но е факт дека таму каде што сте со тој оркестар, да, секако дека влијаете и го подигнувате нивото на почит, ако ништо друго, кон музиката. Ја споменавте, односно прво да не изумам едно прашање. На самиот почеток на разговорот кажавте и композиција, а знам дека неодамно, односно јас можев да слушнам, постои на интернет и ваша композиција со еден наратор, наменска. Дали тоа значи дека отворате и ново досие во вашата кариера? Од кога почнавте да се занимавате со компонирање? Желбата за компонирање постоеше уште во времето на кога планирав што ќе студирам. Но околностите беа такви да тоа не се случи. Нормално времето како што поминува, времето гази напред и јас се немаше време да се седне и уопште да се размислува околу таа работа. Со оркестарот кој што работе во Бери, Хюронија, кој што го спомнавме преска, се појави можност, односно имав една идеја да создадам дело кое што ќе биде за време на новогодишните празници, односно божикните празници, кое што нема да биде онаа класична приказна за раѓањето Христово, него ќе биде повеќе за луѓето кои што слават или кои што празнуваат во тој цел период, но нема да биде врзано религиски, него ќе биде повеќе врзано со луѓето, со судбините на луѓето. И прво мислев да имаме една приказна, напишена од еден колега, и само да додадам на таа приказна музика, да најдам музика од различни композитори, веќе позната музика, или помалку позната, сеедно. Откако го прочитав текстот на напишан, односно приказната, тоа ми даде некако инспирација да седнам и да напишам малку музика околу тоа. Но тоа малку музика се создаде 25 минути дело. Тоа беше еден сериозен обид, некако беше како да до вчера сте се бањале во када и денеска се обидувате да пливате маратон. Бар за мене, јас така го почувствував. Беше голем предизвик, но беше многу убав резултат на крајот. Луѓето беа многу задоволни. Приказната беше за жена од Ирска која што се преселува во Канада, имигрира во Канада во времето кога се патувало со бродови и која што заминува за Бритиш Колумбија, па се враќа за Торонто, каде што и починува на крајот од својот живот, окружена со своите деца, но сето ова и сеќавањето на Божикот што го имала, првиот Божик што го имала во Канада, и беше врзано со солстисот на 21 декември. И тоа создаде инспирација кај мене да седнам и да напишам нешто. Зимајќи во предвид дека ние сме имигранти. Тоа некако допред подлабоко.
И тоа беше првиот голем обид. Инаку, да, мојата желба за компонирање е се уште активна и жива. Подоцна напишав уште едно дело, базирано на фолклорот на на домородците во Канада, особено на овие што се тука во околината на Бери. И имав желба да го употребам тоа како мотив и да создадам дело во кое што ќе се обидам да ги објаснам страдањата нивни. Тоа е инструментално дело, нема никаков текст. Ќе ги објаснам страдањата нивни и борбата за која што се уште трае всушност. И тоа некако го чувствував и лично поради она историја што Македонија има во позади себе. И делото е отприлика околу 13-14 минути. И се вика Има надеж, така е насловот на делото, но насловот е на нивниот јазик, Багосеним, што значи има надеж. И тоа беше многу интересно прифатено, ново дело, за мене, особено и за публиката, со интересен хармонски израз и звучен израз, ако можем да кажам. Па ќе видиме, сега сум во тек напишување на ново дело за глас и оркестар, а може ќе биде за глас, хор и оркестар, не сум сосема сигурен, на поезија на Петре Бакевски. И сега тоа е во моментот што го работам. Не е готово, ќе видиме кога ќе биде готово. Да се надеваме на македонска премиера. Кога ќе биде завршен и кога ќе можам да дојдам таму, да, секако. И да не сум таму, веројатно со некој друг може да изведе ако има таква можност и желба. Тоа е одлична фузија, да ги вклучите сите ваши љубови и искуства, значи и хорското пеење, хорот и оркестарот, а и вашата супруга, која што предпоставувам дека е голема потпора, таа е оперска пејачка, да споменеме за тие што не ја знаат, го поминува истиот пат како и вие, но може би е полесно дека двајцата сте од истата сфера, па се разбирате и еве конечно ова што го правите заедно со вашето музичко студио докажува дека е добро да се има и партнер и колега. Пандемијата не затекна сите, како се сноѓате, вие имате 2 деца, чинам дека и тие се дома со онлайн настава. Како изгледа едно секојдневие на едно семејство кое што е во карантин, во изолација, ги поминува сите проблеми што ги поминуваме овој период? Ти благодарам што ја отвараш оваа тема на некој начин, бидејќи сето она што го правам не би се случило ни мал дел ако немам поддршка од семејството, особено од сопругата. Александра се обидува да стаса се да направи, значи да држи часови, да го одржува домакинството, се разбира заедно, но сепак знаеме дека ја барем знам дека таа работи прекувремено. И па дури и поддршка од децата, кога имам работа, кога треба нешто да правам, после часови треба нешто да работам друго за оркестрите, некогаш се случува со цел ден или 2 дена да не ги видам освен пред спиење или настанување, и покрај тоа што сме дома. И таа поддршка е толку драгоцена и едноставно не би можело ништо да се случи без тоа, ниту мојата магистратура ќе се случеше, ниту овие ангажмани со оркестарот и проби и тоа цело време потрошено, практично. Не е лесно сега, се обидуваме да се привикнеме на ова абнормална состојба, да децата бидат дома, да учат, да бидат пред компјутер нонстоп или таблет и да имаат школска настава. Воопшто не е лесно, но за жал немаме многу избор. Во моментов ние сме затворени, немаме
Има наредба од премиерот да седиме дома, да не излегуваме надвор воопшто, патувањата се инсистира да бидат ограничени, така да состојбата е поприлично напорна и ментално и физички на некој начин, бидејќи физичките активности се намалуваат, можете да се прошетате, но сепак не можете да патувате никаде, не можете да се одморите. Прописно да се одморите. Јас мислам дека минутите на овој разговор одамна помина, или барем такво е чувството дека на брзина ни летна времето, зашто одамна се немам видено со вас ниту во живо, ниту сме разговарале вака. Затоа сакам да ви кажам дека многу ви благодарам за гостувањето, па макар и вака, преку мониторите, и Арс Ламина, издавачката куќа и литература МК, на сите соговорници им дава еден подарок, секако во вид на книга. Вие кога ќе дојдете во Македонија, посетете една од книжарниците, ќе си одберете, јас од овде што можам да ви сугерирам или да ви понудам. Ама гледам дека добро си го наоѓате рецептот за среќа, за живот. Ова е данскиот начин на среќно живење, хиге го нарекуваат тие тоа, или пак ако ви интересира светската политика, знам дека ви интересира зашто ве тангира и вашата професија, кој владее со светот на Ноам Чомски, и ако ја прочитате се ќе ви биде јасно и пред Трамп и после Трамп и ова што се случува, што не засега сите и глобално, не е дека е само американската политика. Дали би сакале нешто да дополните или да се поздравиме и да си посакаме да останеме во добро здравје и што побрзо да се видиме? Да, пред се, Бранка, благодарам многу за поканата во твојата емисија. Како што и самата кажа, прекрасно е да можеме барем муабет да си направиме вака. Сигурен сум дека ќе се видиме. Благодарам многу за книгите или за книгата, за таа што следи. Ја мислам дека надежта е единствена што не одржува во целата оваа состојба, и исто и така се надевам дека или релативно брзо ќе заврши ова целото. Се надевам ќе се видиме скоро. Навистина благодарам за овој разговор. Беше многу пријатно и да, точно не можеме да се изнаприкажеме бидејќи не сме се видели одамна. Ви благодарам многу и се гледаме. Се гледаме. Thank you.